Јас сум благодарен на ова што се прави денес во Прилеп за ова голема инвестиција што е преку 1 милион евра, што ја инвестира МЕПСО. Благодарност до владата на Република Македонија, за Министерството за транспорт и врски и предпријатието МЕПСО. Мислам дека граѓаните ова што ќе го добијат во наредните 20-30 години на Прилеп со непречено пренос на електрична енергија и задоволување на сите капацитети во нашата општина. Уште еднаш упатувам благодарност и задоволство е мој како градоначелник на Прилеп се овој благодет да го уживаат нашите граѓани во Прилеп. Наоѓаме овде во Прилеп со една друга цел и намена, реконструкција, ревитализација на оваа трафостаница, која што во суштина ќе значи замена на опрема која што, како што ми кажа и раководителот претходно, стара веќе повеќе од 40 години. Она што е битно за денешниот настан е тоа што Прилеп ќе добие поквалитетна, стабилна електрична енергија за наредните 20 години, затоа што, како што истакнав, ќе се промени ова опрема која што ќе ја гради реномираната компанија Кончар во Загреб, скоро, како што кажав, постара од повеќе од 40 години. Пелагонискиот регион, покрај тоа што ќе добие реконструкција на оваа трафостаница, добива и реконструкција која што веќе потпишани се договори е почнува за определен период од 10 дена и реконструкцијата на трафостаницата во Битола 2, а поврзувањето на тие две трафостаници ќе го правиме со далековод, кој што е во инвестиција, исто така потпишан договор, ќе го гради хрватската компанија Далековод. Вкупно инвестиција за овој регион кој што ги инвестира МЕПСО со помош на владата на Република Македонија, средства обезбедени од ЕБРД, некаде околу повеќе од 6 милиони евра. Што значи во суштина? Во суштина значи еден квалитетен пренос на електрична енергија, стабилна електрична енергија кој што Пелагонискиот регион, граѓаните на Прилеп, Битола и така натака, тоа му треба, го заслужува и нема што да се плашат луѓе околу делот на користењето на електричната енергија. Уште поважно е што ова опрема што ќе инвестира МЕПСО, а со помош и со изведбата од страна на Кончар, ќе донесе една брз економски раст и во поглед на домашни компании. Тие ова опрема ќе ја градат заедно со конзорциум со една домашна компанија, Елтек, и кој што токму таа ќе биде модерна опрема, кој што ќе може и директно преку диспечерскиот центар да се контролира работата на оваа трафостаница. Сакам да го изразам моето задоволство и да честитам на МЕПСО, на менеджментот на МЕПСО и на представниците на Раде Кончар за склучување на ова инвестиција, бидејќи станува збор за нешто за кое што бенефит на крај краиштата ќе видат граѓаните на општина Прилеп, се разбира и околијата. На овој начин, со оваа инвестиција се задоволува растечките потреби на граѓаните и сакам тука да ги охрабрам сите инвеститори кои што планираат да инвестираат во општината и се разбира во регионот, дека снабдувањето со електрична енергија ќе биде сериозно стабилно. Исто сакам да потенцирам дека во изминатиот период, благодарение на менеджментот на МЕПСО, и тоа сакам да го поздравам, беа склучени сериозни договори во висина од 26 милиони евра, од кои што 10 се за модернизација на трафостаници, 5 за изградба на далноводи. Исто така, посебно важно, кое што е за државата, е тоа што ќе се работи на еден капитален проект, а тоа е меѓу Република Македонија и Република Албанија, станува збор за 400 киловатен далновод, кој што треба да се прави во наредниот период, и исто така дополнителна 110 волтна трафостаница која што треба да се прави во Охрид. Така да, со инвестициите кои што се направени во година и нешто, сум исклучително задоволен, бидејќи знаете дека Министерството за транспорт и врски е главен акционер на МЕПСО и со тоа и Министерството и владата на Република Македонија дава сериозна поддршка на менеджментот да продолжи со сите овие активности. Посao je nešto preko godinu dana, zavisi kad se ugovor potpiše, on ima svoj ritam, ima svoje avance, ima svoju financijsku stranu, kad se to pokrene, onda ćemo, mi smo se već u Zagrebu pripremili, znači prednarudžbe opreme su u toku, projektiranje se radi, znači smatramo da ćemo u ugovorenom roku to realizirati sa lokalnim partnerom.